Повеќе од една година волонтерката Олга Скајденец ги претвора обичните мајци во прилагодливи кошули специјално направени за да се откријат повредите на војниците. Пред војната шиењето беше нејзино хоби. Сега тоа е начин да се помогне во воените напори. Можно. Оваа маичка има лента за притврстување на страните, така што лесно се отвора. Го ставате под ранетиот војник, правите завој и го притврстувате. Пред целосната инвазија на Русија на Украина, облеката најчесто ја носеле пациенти кои биле врзани за кревет или имале проблеми со мобилноста. Но сега побарувачката е зголемена кај ранетите војници. Бувајат таки уже... Например, кога војникот има тешки повреди на екстремитетите и треба да носи големи метални конструкции. Тие се огромни и невозможно е да се смести нога или рака во обична облека. Главниот услов за адаптивна облека е мека и природна ткаенина. Затворачите, како лентите за прицврстување, например, не треба да се тријат. Ја специјално Намерно ги исеков аглите и ги запалив рабовите на лентата за притврстување, за да биде помек и да не го трие повредениот војник. Дизајнерот Ростислав Сатана создаде сет на адаптивна облека откако еден војник дошол кај него со идеја. В костюм входа фудболка. Комплетот вклучува адаптивна маичка и адаптивни панталони. Во летото почнавме да правиме и адаптивни шорцеви и панталони. Дизајнот на сетот се заснова на фидбекот на војниците. Ја их придумав, коли... Например, некои војници се врзани за кревет, а нивните работи паѓаат од обичните джепови. Така создадовме различни. На ранетите војници им е потребна и адаптивна долна облека, направена од оваа група жени од регионот на Киев. Труси, які для наших... Станува збор за долна облека кои имаат лента за притврстување од страните. Таква облека нема производство, само волонтерски напори. И новата долна облека не е само хигиена. Для того, щоб Нашите војници треба да се чувствуваат сигурни и заштитени. Од неодамна волонтерите користат смешни ткаенини. На војниците им се допаѓа тоа. Вони заходять в палату. Имаме различни смешни принтови, лубеници, машини и тогаш војниците се расположуваат. Секоја адаптивна облека е бесплатна за војниците. Волонтерите собираат донации за да набават материјали. Тие велат дека шиењето им помага да се справат со стресот. Но сите сонуваат за денот кога адаптивната облека нема да биде многу барана.